Коалицијата за европска иднина нуди надеж наспроти безнадежност, просперитет наспроти зачмаеност во минатото, обединување наместо тензии и комплетна изолација. За таква иднина веќе ги поставивме темелите во претходниот период. Рушејќи го режимот, ја вративме слободата на тогаш заробената држава. Го вративме спокојот кај граѓаните. Се помиривме со соседите, оти соседот е најблизок пријател во неволја. Ги обновивме старите заборавени пријателства. Ги зацврстивме традиционалните стратешки партнерства. Влеговме во најмоćниот воено-политички сојуз НАТО. По повеќе од една деценија го исправивме патот кон европското семејство. А при тоа ги зачувавме македонските национални и државни интереси. Добивме признати и идентитет и јазик. Добивме призната црква, но и многу сојузници и пријатели. Сета ова е доволен темел за нашето мото «Нема откажување од иднината». Од оваа точка враќање назад нема. Бидејќи сега, откако темелот се постави, време е за подобро и за повеќе. Тоа значи имплементирање на европските стандарди во сите сегменти на живење. Повеќе пари, повеќе и подобар животен стандард, повеќе инвестиции, подобра инфраструктура, едноставно повеќе за сите. Но тоа значи и учење на европските принципи и вредности по кои ќе ја доуредиме нашава држава да биде солидна, просперитетна европска држава во која со задоволство ќе живееме и ќе работиме. Затоа тргнуваме од денеска заедно со граѓаните, ќе тропнеме на секоја врата, ќе разговараме со секој човек, ќе ја побараме поддршката за Европска Македонија, затоа што нема откажување од иднината. Благодарам. А овие избори се важни, затоа што одлучуваме за напред или назад. Она што Коалицијата за европска иднина го нуди е патот за напредок, односно патот за интеграција во Европската Унија. Ова е нашата понуда, нашата заложба и нашето ветување. Македонија во Европска Унија, а тука дома. Европски стандарди. Ке продолжиме да ги покачуваме платите и да го подобруваме стандардот на нашите граѓани. Истовремено, ке продолжиме да ја јакнеме нашата домашна економија со засилена, дуплирана финансиска помош на истата. Затоа што крајната цел е нивна интеграција во единствениот пазар на Европската Унија. Затоа гласот за европска иднина е глас за европски стандард, за поголема поддршка за развој на домашната економија и глас за поголеми плати на нашите сограѓани. Затоа нема откажување од иднината. Коалицијата за европска иднина ви нуди стабилна, безбедна, економски развиена и секако инклузивна иднина. Иднина за сите. Денеска се собраме со уредно известување до сите институции, до СВР Куманово, до Општина Куманово, до Македонски железници и до изведувачот Штрабак, кој е задолжен да ги извршува градежните работи на железничкава пруга овдека во село Шупли Камен, коридор од Куманово до Белјаковци. Меѓутоа, еве,
и после 45 минути местното население е собрано тука за протест и за блокада, меѓутоа од известените, поготово од железница, нема никој да дојде на лице место, затоа што ние и со нив имаме и претходно направено договори за што треба да се направи тука, а населението е доведено во животен опстанок, затоа што нема пролази за стока, за ситен крупен добиток до реката, до пасиштата, значи блокирани сме целосно, не може да функционираме. И сега они не бойкотираат, ги нема да дојдат. Така да ние сега ќе ја блокираме пругава со трактори, со механизација наша, се дури не се појават на лице место. Ние местно население, јас како председател на местното население Шупли Камен, организираме мирен протест, предупредувачки, во нашите имаме неколку точки наведени, имаме проблеми и се запознаени македонските желеници со проблемите, запознаена општина, запознаена МВР и ние пријавиме мирен протест и очекуваме да пристигне сега желеници да видиме што ќе се договориме. Бараме да се договориме, да имаме договор на што сме. Дали ќе ни се остварат нашите проблеми или нема да се остварат. Сакаме да има присуство од нивни представници и да видиме што ќе договориме. Нас не е проблем прелазите, немаме кај да тераме добиток, немаме кај да отидеме на село сигурно, немаме асфалт, требаше асфалт да го прават сега до мај. Сега го влачат